Добро утро, почитувани гледачи, редовен термин за почеток на ново издание на емисијата Фактор здравје. Ова утро во денешното издание излегуваме малку од класичната рамка на обработка на здравствени теми кои што се однесуваат на превенција, дијагноза и третман на многу бројните болести кои што не афектираат нас луѓето. Ке зборуваме на една тема која што сепак е наше секојдневие, убаво секојдневие, грижата за домашните миленици, но и хуманиот однос и третман на напуштените или бездомни животни, пред се мислејќи на кучињата и мачињата. На оваа тема утрово разговараме со доктор Виктор Груев, доктор по ветеринарна медицина, и доктор Борче Димовски, исто така доктор по ветеринарна медицина од ветеринарната амбуланта Ветклиник. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодариме на поканата. Драго ми е што сте ова утро во Фактор здравје и што ќе обработиме една ваква тема, бидејќи се повеќе во нашава земја има семејства кои што чуваат домашни миленици. Но за жал, од друга страна, се повеќе имаме и напуштени, бездомни кучиња, значи и како поединци, и како заедница, и како општество треба да имаме еден малку поинаков, похуман и подобар однос кон сите нив. Кучињата и мачињата секогаш во преден план ги ставаме, бидејќи најчесто и се чуваат во домашни услови. Што друго од миленици, од вашата секојдневна пракса, се чува дома? Како и што кажавте, кучињата, мачињата се најчестите домашни миленици, меѓутоа се среќаваме и со зајчиња како домашни миленици, папагалчиња, хрчаци и многу други. Најчесто кучињата и мачињата, да, они се домашни миленици. Луѓево го одбираат тој чекор на чување како домашен миленик, меѓутоа, за жал, имаме многу луѓе што ќе земат да чуваат домашен миленик, па потоа на некој начин им засадува, или не знам дали поради обврските кои што го имаат, и дел од нив, голем дел од нив завршуваат потоа на улиците. И тоа е она што го гледаме секојдневно по улиците, како резултат на тоа. Така, и затоа велиме се повеќе треба да зборуваме за одговорно сопствеништво. Да, треба свеста да се поткрене малце кај луѓето, за кои ќе решат они стварно да чуваат домашен миленик, да го сватат тоа дека до крајот на животот на тој миленик треба да се одговорни сопственици, да му пружат благосостојба за време на чувањето и сите други работи кои што произнесуваат од тоа, како внимание на здравјето на миленикот, редовни вакцинации, редовно прочистување, микрочипирање како законска обврска, вакцинација за беснило исто така еднаш годишно. И а грижата за миленикот и грижата за неговото здравје ќе значи и грижа за целото семејство кое што го чува миленикот. Да, затоа што општото здравје, значи на тоа семејство ќе зависи и од членот, новиот член, тоа е домашниот миленик што ќе го земат. Оваа година дури и америчката организација вика едно здравје. Тоа едно здравје значи дека имаме спојување помеѓу домашните миленици и човекот, значи од кај животните, каде што три болести новонастанати што се доаѓаат преку тие, значи од животните, така да одговорното сопствеништво ќе треба да игра главна улога, значи додека се решите на тој чекор да земете домашен миленик. Тоа значи дека пред да се решите на тој чекор, посетете вашата најблиска ветеринарна амбуланта, каде што ќе поразговарате со ветеринарот, кој ќе ве упати кои ќе бидат вашите права, облигациони обврски кон тој миленик и ќе ве советува каков тип на миленик да земете. Значи, секоја раса на куче не може да одговара на секој човек. Така да ние, како ветеринари, сме запознаени. Имаме раси кои што се поагресивни, имаме раси кои се неагресивни. Значи, дури имаме и тој пудли за во домашни услови, дали ќе се чува, дали сакате надвор да се чува. Значи, посетете најблиската ветеринарна амбуланта, каде што ветеринариот самиот ќе ве упати на некој и ќе ви даде совети како треба понатаму да постапувате со тој домашен миленик, пошто сепак имате ризики во однос на вашето здравје. Доколку вие, ако не го прочистувате, значи тој домашен миленик, имаме нели оние roundworms, што се викаат црви, глисти и така натаму, каде што доколку имате детенце, треба да се знаат првите постапки, значи обавезно миење раце. Доколку немаме
простор за да се измијат рацете, треба да санитајзери да се користат кои содржат најмалку 60% алкохол. Сите тие работи треба да се разговараат први со ветеринарот. Така да ветеринарната медицина одиме да се спои, да бидеме и ние сме прва одбрана помеѓу тие зоонотски болести што ги викаме, помеѓу човекот и првата бариера сме ние ветеринарите. Така да јас на гледачите би им сугерирал да се посоветуваат пред да земат домашен миленик, да отидат во најблиската и да се посоветуваат со ветеринар. Ама така е најдобро, бидејќи ако се посоветувате со пријатели кои што веќе имаат миленик или чуваат, сентиментално се сите врзани кон нив и секој ќе ви рече да, земете, чувајте го. Ама не е така лесно и едноставно секогаш и морате да прифатите дека ќе имате многу обврски, ама па безусловната љубов што ќе ви ја даде миленикот е непроценлива. Да, нормално, видете, секое одлучување за чување на домашен миленик во домашни услови, како што кажавме пред малце, си носи своји промени во животот на собственикот што се одлучил на тоа. Значи, самото тоа дека кучето треба да се храни, да се негува, да се шета, да се вади надвор, да се изврши физиолошки потреби, значи целиот биоритам на кучето ќе зависи исто и од вашиот биоритам, како ќе го навикнете. Потоа се оние редовни контроли, вакцинации, кај матичниот ветеринар што ќе си го одберете, контрола на здравјето на миленикот, законските обврски кои што произлегуваат, значи си имаме ние закон кој што си налага задолжително микрочипирање и вакцинација на беснило на самиот миленик. Вакцинацијата на беснило се врши на 12 недели возраст на миленикот и си се ревакцинира секоја година. Значи, освен тоа имаме редовна дехелминтизација или прочистување од ендо или внатрешни паразити, поточно народски кажано тие глисти, што мора да се контролира 3 до 4 пати годишно. И се тоа што го кажав е некој репер и начин на поддржување на здравјето, на благосостојбото на миленикот. Така, одговорните собственици тоа го прават перфектно. Така, да ќе се мораме да надоврзам погледнеме само на блок реклами, ќе ја запамтите мислата која што ја имате, за да ја кажеме веднаш по првиот блок реклами. Останете со нас, почитувани гледачи. Со доктор Виктор Груев и доктор Борче Димовски, доктори по ветеринарна медицина од ветеринарната амбуланта Ветклиник, зборуваме за грижата за домашните миленици, одговорното сопствеништво, но и хуманиот однос на секој од нас, секој поединец кон напуштените и бездомни кучиња. Ајде сега да се надоврзете на доктор Виктор, она што го зборувавме. Виктор што го кажа, значи за вакцинацијата беснило и за дехелминтизацијата. Со тоа што они ќе добијат микрочип, добиваат им пасош. Значи, доколку сакате да одите, пошто нели летни одмори сме сега, доколку сакате да одите на летен одмор, да си знаете, значи, вакцинацијата беснило треба да се изврши 21 ден пред да го планирате патувањето. Значи, тоа е многу важно, за да може да се развијат антитела од вирусот што го аплицираме. Значи, пошто има проверки на граница, може да се земе крв и значи собствениците да знаат дека 21 ден пред да тргнат на патување треба да биде вакцинирано кучето. Во однос на тоа треба да се извади и интернационален сертификат доколку патувате во земјите на Европска унија и така натаму. Тој сертификат може да го добиете во најблиската ветеринарна амбуланта, се изготвува и така да со тој сертификат можете слободно да не пречено да го носите и вашиот миленик на одмор. Така да. Кога веќе зборуваме и за сите вакцини кои што треба да се примат, нели почнувајќи од моментот кога првата треба да се прими, си добива еден картон, односно си има и кучето, така или во пасошот, и секоја следна се закажува, така вие им кажувате на собствениците кога следно на кој датум треба да дојдат за следната вакцина. Вакциналниот картон претежно се дава на првите вакцини кои што се за вирусни заболувања. Значи, првата вакцина они треба да ја примат на 28 дена возраст, потоа после 3 недели, значи 4 недели, 7 и 10 недели. Има 3 вакцини за вируси кои што се примаат за да има активна имунизација против тие вируси кои што ги напаѓаат нив. Со самото вакцинирање, да, се издава вакцинална книжка, меѓутоа кога ќе се аплицира микрочипот, тоа е единствено средство кое што ни помага во идентификација на миленикот и ни помага за утре ден, не дај Боже, тој миленик ако се изгуби, да можеме полесно да го идентификуваме и да видиме кој е собственикот.
од кој ќе се аплицира микрочипот, ние издаваме пасош и во тој пасош се заведуваат сите овие вакцини и вакцинацијата за беснило, која што ја спомнавме пред малку. Во однос на пасошот и микрочипот, тоа е, и на вакцините. Овие вакцини што ги спомнавме за вирусни болести и вакцината за беснило, од која ќе се направи вакцинацијата, потоа се следува ревакцинација на секоја измината година, до крајот на животот на миленикот. Значи има собственици кои што малце не го разбираат тоа и вика еднаш само се прави, јас сум тоа го се вакцинирал става, миленикот, сум ставил 3 вакцини додека бил мал и толку. Не. Значи сите тие вакцини се ревакцинираат еднаш годишно, за да има активен имунитет кучето, тоест миленикот, и да може, не дај Боже, при допир со тој вирус да одговори организмот и да тој се избори како што треба. Уште една добра работа е тоа што, например, против заразни болести, таа вакцина што е ставаме, значи ревакцината, исто така им го бустира имунитетот, да кажеме тоа, значи им го зголемува имунитетот и помалку одат на ветеринари. Тие што ја имат, што следат оваа практика, помалку одат и трошат на ветеринари, пошто кога ќе озголемиме имунитетот, помалку се разболуваат кучињата. Сега, уште една работа ќе кажам, доколку миленикот има микрочип и се залови, значи и собственикот кој е подпишан и е влезен во ветеринарно-информативниот систем, значи следува казна доколку тој миленик е најден надвор од местото каде што е пријавен. Ме разбирате? Значи следува казна од Агенцијата за храна и ветеринарство. Да, исто така и за заловувањето си плаќаат собствениците, затоа што тој миленик се нашол на јавна површина. Штом се залови, мора да го подигнат од јавното претпријатие и да си ја платат услугата за заловување. А да се надоврзам на вакцинациите, имаме случаи каде што во текот на вакцинацијата, што ги спомнавме овие 4, 7 и 10 недели, доколку миленикот дојде во контакт со вирусот и покаже знаци на некој вирус, доколку има една или две вакцини, многу полесно ќе го преброди тој вирус. Најчесто познати во јавност и за гледачите се парвовирусот и дистемперот или народски кажано штенечакот. И многу полесно ги пребродува доколку има една или две вакцини. До пред некое време сметавме дека со две вакцини имаме некоја активна имунизација од 90% против овие вируси. Меѓутоа имаше некои студии, веќе и ние работиме на таа метода со 3 вакцини за да се добие активен имунитет против овие вируси, за да не може да го загроза здравјето на се штити и самото куче од сето ова, но се штити и околината, штитат односно и оние кои околината, што да. го чуваат и не само собствениците, бидејќи со кучето ќе одите, ќе прошитате со пријатели, со деца, со во друга средина и со тоа им докажувате и гарантирате дека кучето е покриено буквално со се што значи нормално, да, затоа што добро овие здравје. вируси болести се високо контагиозни помеѓу домашните миленици. Многу лесно се пренесуваат од миленик на миленик и смртноста. висока е смртноста, да. И не дај Боже оставаат трајни последици по здравјето на миленик. Како Да. тик, мислам има тикови, нервни последици и така натаму, штенечакот најчесто тоа. Сакам да кажем и една друга тема да ја отвориме, значи сега сме пролет лето, имаме високи треви каде што јавните површини не се искосени. Значи тука имаме една наезда на крлежи и болви, значи наезда во градот Скопје, значи треба да се обработат тие јавни површини, еве апел до претпријатието за да може да се искосат, затоа што верувајте, една од главните причини сега што во амбулантите, ветеринарните амбуланти ние се праксата го гледате така да, во овој го период, гледаме, а ние значи, пак пред некој ден имавме и со доктор од инфективна токму за карлежите, која е Така, опасноста да. за луѓето како болести кои што може да ги тие зоонотски пренесат. болести, значи како што се лешманиоза, анаплазмоза, значи она што ја викаат mountain disease, значи тоа се болести кои што стварно и на човекот, значи лешманиозата еве да ја земеме кала азорот, значи таа висцерална форма е многу тешка за лечење, дури и не се лечи. Значи лешманиозата можеме ние домашниот миленик да го залечиме, значи и да го контролираме со одредени супстанци, но не го излечкуваме до крај, ме разбирате, не е куративна таа болест. Тоа останува А и како веројатно ќе резерват. биде и тешка и специфична, знаете, Да. не е исто
куче е сепак, И така треба да морате биде целото заштитено. внимание да Заштитено, значи сега во поново време значи ставаме нели со ампули го заштитуваме од кои траат месец дена, но верувајте дека тие активноста нивна се губи помалце. Значи има нови, значи имаме ремчиња, имаме апчиња кои се создадени, нови супстанции кои се употребуваат каде што имаме поголема заштита. Значи јас апелирам до собствениците да се исто информираат во однос на Така, ова. која е таа најдобра заштита Да, која треба да најдобрата се заштита. Да се надоврзам на колегата. Значи, најчесто од овие болести кои што се пренесуваат преку крлежите, преку мушичките, што ги кажуваме ние, се лешманиозата и срцевиот црв, така позната. Значи, лешманиозата ни се јавува во две форми. Таа може да биде кутана, кожна форма и висцерална. Значи, кожната форма е со клинички знаци веќе кај животното, каде што отпаѓаат влак на делови од телото. Најчесто почнува околу главата, околу муцката, устата и може и цело тело да отпаднат влакната, и висцералната форма каде што ги зафаќа внатрешните органи, а немаме клинички знаци. Значи, кучето постанува летаргично, понеактивно, одбива храна, диареја, температура може да има и крварење на носот. Тоа се некои знаци на таа лешманиоза, која што ако кучето се разболи, а се пренесува преку мушичките познати како флеботомус, исто така за нив имаме репеленти, не секоја ампула или кајвче делува на да ги одбива тие мушички, туку си има каивчиња и ампули кои што ја содржа состојката да ги одбива тие мушички, да не можат да го каснат животното за да му ја пренесат болест. Ако дојде животното у контакт со флеботомусот, ако се разболи, значи болеста си ја носи цел живот. Ние не можеме да излечиме таа болест, можеме само да ја држиме под контрола. Так. Имаме медикаменти кои што ги користиме, кои што за жал не се одобрени во нашата држава за користење, се снаоѓаме, дали собствениците, дали ние, и се држи болеста под контрола. Значи цел живот тоа куче треба да си биде на терапија, адспекција, контроли редовни на ветеринар и пријавено кај ветеринарен инспектор дека тоа куче има зоонозна болест, затоа што не дај Боже тоа е резервоар на лешманиоза. Директен контакт со луѓето не може да пренесе, меѓутоа флеботомусот, ако тоа куче како резервоар дојде у контакт, па потоа отиде на човек, тука е тоа пренесувањето. Така. Да. И онаа кампања Така, која што ја споменавте, така, едно здравје за Да, сите, едно така, здравје за специфични сите, да. болести за кучињата, меѓутоа и болести кои што може да Па така, ги да, пренесат и на има, луѓето. значи во тоа едно здравје што го спомнав, значи има и ризични групи на луѓе кои се тоа се дечиња под 5 годишна, значи луѓе што е со имунитетот им е Хронична ослабен. болест. После над 65 години гравидните, мислам трудните жени и така натаму. Тие се значи специфични категории кои што спаѓаат, значи треба да се заштитат луѓето, самите луѓе, ме разбирате? А ако го примениме сето тоа така како собственици на миленици, го намалуваме ризикот, Да, го односно сведуваме веќе на нема минимум опасност, ризикот така? да се одстрани таа опасност. И не само тоа, например, еве што кажавте и за ендопаразитите, значи болестите кои со внатрешните паразити што ги имаме, значи со навремено давање од едно апче што е нели регулирано поред килажата на животното, со навремено давање ние спречуваме да дојдеме во контакт со тој паразит. Ме разбирате? Тоест, ние да не се заболиме, нашето дете да не се заболи и така натаму, ме разбирате? Што е многу, например, тој паразит кај нив има 21 ден да дојде од, да речеме, јајце преку нимфа, па да во зрела форма да дојде. Јас обично на клиентите ги советувам да даваат апче на 45 дена до 2 месеци, на 2 месеци да се дава апче за да се фатат 2 турнуса на тие паразити за да може Доволно е тоа, така да се И исто практикува. така домашниот миленик го чистиме и од токсини кои се наоѓаат во правото црево, така го викаме ние. Има токсини самиот организам што ги лачи и тогаш го прочистуваме целосно. Значи пожелно е да се даваат, не се скапи апчињата, и пожелно е да се даваат со тоа што го штитиме миленикот, се штитиме и самите себе си. Така, да. Од вашата секојдневна пракса, одговорни собственици имаме? Да, имаме. Се повеќе? Имаме Так. се повеќе. За жал, од ова свесна секогаш се постои зголемува, исклучок, меѓутоа, ама да, имаме и исклучоци Имаме, кои што тој резултат го гледаме за жал на улиците по градов.
Тие куќиња не се дојдени сами од себе, не се паднати од небо, како што кажуваме. Не се тие ни по се своја вина на настанати, улица. не се ни по своја вина, тие се настанати од нас луѓето. Од тие неодговорни собственици кои што имаат неконтролирани парења, неконтролирани легла, не подлежат под никаква инспекција, не може да им се влезе во трак. За жал, се работи сега на законот, на усогласување нешто, па да видиме што ќе биде. Мора некои поригорозни мерки да, не знам, собственикот кој што се одлучил еве да има миленик, ако планира да го размножува, да си се регистрира како одгледувач, да си биде тоа некоја следливост, да мора да дојде во амбуланта, да се контролира тоа легло, да се микрочипираат сите куќиња која ќе се окучи, да има следливост. Сега моментално ја немаме таа следливост. Гледаме што ни се случува, цели легла се оставаат по градов, во кутии, до контейнери, ставени на во кутија и буништа. оставени некаде. Еве, скоро имаше и пред лајка оставено, некој 10-15 мислел дека лајка ќе ги изгрижи, меѓутоа лајка не е формирана за мали куќиња и нема капацитет да се справи со тоа. И не е во ред тие куќиња да се внесат таму, затоа што тоа се незаштитени млади куќиња, млади единки, кои што ако се внесат, не дај Боже, од вирусите, од болестите, би било фатално за нив у првите 10 дена таму ако влезат. И тоа е само ширење и пролонгирање на проблемот. А само една стерилизација така би придонела така колкав број на да се намали бројот на бездомни куќиња по улиците. Доколку се решите, значи за домашен миленик, тоест да не бидете одгледувач, обавезно стерилизирајте го вашето куче, маче или кој да е бил миленик, затоа што со тоа не само што спречувате, туку добивате баш домашен миленик. Значи, оние својства што ги исполнува како животно, ќе ги снема. Значи, тој хормонален баланс во телото, каде што него го тера, ќе го снема. Значи, ќе имате домашен миленик, каде што ќе можете да се галите, да го мислам, да го... Така, во тој да аспект уживате во сакам друштвото со него. Да, и љубовта е поинаква. Сега, нажалост, кај нас тоа не е развиено, викаме, ајде нека се спари или натаму. Да, останало некогаш од времето, така како пренесувана информација. Така. Добро е да го спарите, па потоа нели да го стерилизирате. Сосема погрешно. Погрешна информација. Тоа затоа што порано обично куќињата се чувале на село за да чуваат двор, да чуваат земјоделските, значи тоа стопанство што го има, значи да сега денешно вие го чувате куќето во стан. Значи во станот вас не ви треба да лае, да ме разбирате, сакам да го кажам тоа дека ќе се смири темпераментот, ќе му се намали на куќето и ќе имате баш. Она што викаме и за мачињата, ќе добиете Гарфилд. Значи Гарфилд, она како она цртаниот што беше. Значи да имате за да се галите, за љубов, за тоа. Значи, така. Најмногу се фокусираме на куќињата, меѓутоа доста и мачиња нели се чуваат дома како миленичиња и за нив важи истото, така прочистување, грижа, нега, храна, само што не мора да го носите надвор да го шетате, а куќето си бара нели и дополнителна активност. Грешам? Има и мачиња кои се шетаат. Значи со градници веќе почнуваат некои собственици да ги шетат, што е и добро. Значи и добро. Јас кога ќе видам, стварно ми се наполнува срцето. Јас мачките ги сакам, така, фелиниста сум малку поише. Ние имавме една со колегата заедно, пошто имаме и во Тафталиџе една амбуланта, направивме еден проект каде што општината Карпош ни дозволи одреден број на стерилизации и кастрации за мачиња, значи за бездомни мачиња, што го нема, значи во лајка не го прават тоа. И таму во општината дури го намаливме, мислам дека процентот на бездомни мачки за 18 до 20%. Значи, верувајте дека некои минимални пари што се за општината допринесуваат за намалување на популацијата на бездомните мачиња, значи што е и многу важно, пошто и мачињата се дел од нас. Секако да, нека биде и апел и поттик до секоја општина, така да размислува во таа насока, бидејќи знаете ги сакаме куќињата, ама некогаш едноставно не можеме, така, освен за она што го имаме како миленик дома, да го овозможиме и другото за оние кои што се на улица сме ги виделе или ни се во опкружувањето. Општиниве малце се уште кај нас, секоја општина според закон треба да има договор со прифатилиште за бездомни куќиња или да има свое.
Меѓутоа, општиниве што се по територија на град Скопје, тука е формирано јавното предпријатие Лајка. Јавното предпријатие Лајка си е надлежно за сите општини, меѓутоа општиниве се обврзани да си плаќаат некој месечен надомес на јавното предпријатие да може тоа да функционира. Како што можев да слушнам и од некоја пракса поранешна, не сите општини си ја исполнуваат обврската и тука се ствара некој револт да помала активност има од јавното предпријатие во дел на некои општини, затоа што нели треба да се ги подмирите обврските. И целото подрече на град Скопје е само на едно јавно предпријатие, што не може да постигне колку и да е тоа големо, колку и да има капацитет. Мислам дека треба да се поработи малци на тој дел. Еве сега општина Сарај, тоа е надвор од границите на град Скопје, си има друго прифатилиште, таму значи дел се олеснува работа, меѓутоа за централно ово подрачје на град Скопје тука малце треба да се размисли што и како. Дали уште едно јавно предпријатие, дали не знам, зголемување на капацитетот. А и како поединци веројатно можеме да придонесеме дали преку волонтирање, помош во храна, лекови, пријавување на злоупотреба и нехуман однос кон животните, кучињата, мачињата и други животинки кои што нели ги гледаме и тоа е многу важно да влијаеме на свесноста, да проработи оној хуман аспект кај секого од нас, дека ако ги сакате животните, пред се и кучињата, ги сакате и луѓето. Така си. Во право ли сум или грешам, или премногу сентиментално ова го кажав од моја лична пракса како собственик на Миленич. Сосема сте не може да ги сакате животните, да не ги сакате луѓето. Ме разбирате. Пошто љубовта е безгранична, значи тоа е едно од секој љубител на животни е по душа добар човек. И треба да чувате да имате миленик, нели, за да го сватите тоа, кое е тоа чувство и таа посветеност. Бенефитот од чување на миленик е може ли само последниот блок реклами, да кажеме како влијае буквално и на секого од нас кои што нели ги чуваме милениците. Останете со нас, уште еден блок реклами во продолжение. Продолжуваме со разговорот, времето брзо ни минува, мене ми е многу пријатен умоабетот, бидејќи јас учам и слушам нови информации кои и за мене се нели добри да ги знам како собственик на миленик. Да ги споменеме и мачињата малку, така и тие пренесуваат одредени болести, тие треба да бидат заштитени и за нив треба да се грижиме исто. И за мачињата напред се да кажеме за бенефитот имање на домашен рековме како влијаат, така и на менталното и на физичкото здравје на човекот. И на менталното и на физичкото здравје во однос на имунитетот. Значи, во однос на имунитетот нас не го подобруваат, пошто они, например, кучето, мачето имаат своја микрофлора што се наоѓа на нивното крзно или длака, каде што нашиот имунитет е изложен на некои агенции, значи агенции каде што помагаат во стварање на природниот имунитет, на јачањето на имунитетот. Обично дечиња што да речеме имале определени, да речеме, алергии кон нешто, со добивањето на домашен миленик можеби да се изгуби таа алергија затоа што, но сепак да споменеме дека после галењето на домашниот миленик мораме обавезно миење на раце, значи таа е превенцијата што значи да не внесе храна и така натаму. Во однос на мачките што имаме тие зоонотски болести што се ги викаме, тука е џијардијата првенствено, џијардијата проследена со диареи, значи и во однос на, да речеме, кај жените, трудните жени, може да дојде до спонтанна борност, доколку се фатат. Сакав да го кажам, затоа е многу важно и мачето да биде, кога ќе се чува, да биде заштитено, значи да биде прочистено, да биде вакцинирано и така натаму. Исто како кучињата. Имаат и они протокол на вакцинација, на прочистување и микрочипирање пасош исто. Исто и мачето, да. Сите работи кои што ги спомнавме за кучињата, како редовно прочистување, редовни вакцинации, вакцинација за беснило, микрочипирање треба да се применат и кај мачките како домашни миленици. Љубовта кон домашниот миленик е безусловна, но сепак треба да си има одредени граници, така, докаде, колку и што ќе му се дозволува. Ќе биде полесно и за собственикот? Така? Да, по однос на начинот на хендлање, што би кажале кај кучињава, доколку премногу им се допушта, да, они ќе бидат тие шефови дома, the boss,
малце потешко ќе се разбирате ако тоа му го дозволите. Да. Значи сепак треба да си има некоја граница до каде треба да оди он и да знае до тука можам ја, натаму не. Така, Да. така, да. Во поглед на исхраната, треба да се внимава и тука. Не може се и се што да му се дава, така? Така, И количински. Ограничување според возраста, докторе, предпоставувам за така се распоредени Исхраната тие обреци. Во однос, значи, на исхраната, оброците, најчесто јас сум застапник да се дава балансирана сува храна кај домашниот миленик, каде што фабриките имаат запослено своји ветеринари кои ги прават тие смески за да може да ги добие потребните витамини, потребните суплементи што му требаат во текот на денот. На самата вреќа има напишано да речеме колку грамажа треба да јаде во однос на килажата на миленикот. Со тоа што ако даваме повеќе и го направиме, пошто имаме случаеви на обезитас, значи тоа е зголемена Проблем е и тензија. кај кучињата, Да, така? да, голем проблем имаме. Тогаш имаме и од болести од дијабетисот, исто се јавува кај нив, па после ќе треба нели да го боцкаме кучето со инсулин и така натаму. Така да треба да се внимава во однос на исхраната. Обично викаат лепче фрли му. Не, лепчето не е. Значи, а тоа е како може да му го дадеш како награда, ама треба да биде суво и исушено камен. И тоа да не биде во голема количина, пошто они во себе не содржат еден ензим кој помага во варењето и не можат, значи тој шеќер не можат, значи не се дава леп на куче. Значи не се дава. Тоа може како триц му доаѓа по некој пат да му се даде пола парченце сув леп, да речеме, ама тоа е тоа. Го заситувате квантитативно, а квалитативно не. Значи он не осеќа глад, меѓутоа нема ништо од потребните витамини, минерали и другите состојби кои што му требаат за раст и развој, физиолошко И во однос на функционирање на суплементи, организмот. што треба да кажеме, значи дали е потребно дополнително да се дава? Секоја возраст си носи своји суплементи во однос на потребата на витамини, на минерали и така натаму. Значи почнувајќи од малата возраст кој им се, да речеме, кој им е потребно калциум D3, исто и кај нив која растат долгите коски, во однос на постари која ќе станат, да речеме 7-8 годишни кои ќе бидат, тоа што треба да суплементи за подмачкување на зглобови и така натаму. Тоа е исто како кај луѓето кои што ние, значи, одреден период зимаме. И уште една работа што е многу важно да се знае кога ќе земеме домашен миленик, да знаеме дека тие не живеат колку нас. Значи, домашниот миленик и дека треба во одреден момент од нашиот живот да се разидеме со него, тоест да го прифатиме фактот дека он нема Еден ден нема да биде тука. биде со нас. Значи, многу е важно да и собственикот кој А се има луѓе одлучи, кои што многу тешко го преживуваат, ја го преживуваат загубата на баш миленик. заради тоа сакам да го кажам ова, дека домашниот миленик не може да живеем колку нас. И луѓето да бидат спремни дека не постои домашен миленик кој живее колку човечкиот Така. животен век. Да, во сите оние работи кои што значат одговорно сопствеништво, грижата нели за кучето, за миленикот, меѓутоа кога го изнесувате надвор, повторно имате некакви обврски во однос на околината и другите луѓе и секогаш колку и да го сакате миленикот, мора во предвид да земете дека можеби некој се плаши од кучиња, едноставно не сака куче покрај него да помине или пак да го допре. Треба да ја почитуваме така тој став на останатите. Треба да се останатите. и да се знае кучето со вас, на поводник, до вас, во паркот, врши физиолошки потреби, ке сичето собираме, чистиме по него и тоа задолжително, да. Пред 2 дена, 3 имавме случај, неславен случај, некој собственик со питбул, мислам беше кучето, кој што го шетал без поводник, па се направија инциденти. Значи, такви практики не. И најмирното куче да го имате на поводник, ќе си оставите до вас, во паркот, по завршување на физиолошките потреби собираме и тоа е дел од она одговорно сопствеништво. Затоа што на секој може да му се случи, да не дај Боже инцидентно се случи секунда фали да секој куче различно изреагира. Никогаш ништо не можеме да предвидиме. Не можеме да предвидиме, можеме од звукот од колата на кучењето, нешто што би го исплашило или би го испровоцирало некоја. Да, токму така. Затоа повелете, на самиот крај сме, ама да. Во законот вели дека треба и маска да носат, значи треба да се носи и маска. Значи секое шетање и маска, без разлика колку и да е, мама моето куче е добро. Мора да има маска. Законот така си има препишано, така треба. Значи поводник, маска и
кесички за да може да си го собереш. Поводник за кучињата, не за сопствени. Не Да, за- да, добро. Така е, да, ако сте на простор кој што знаете дека нема тука луѓе, така слободно си го пуштате да се Да, добро, може во ограден простор, се нема изнауči. луѓе, нема Има други специјални, кучиња, да. значи Боксови, нели, паркови? паркови за Аха, кучи, да. домашни миленици. Тоа го имаше, знам дека Каршинова Македонија имаше еден Да, таков има. парк, Да, и во има градски парк градски има, парк да. има таков парк и така. За напуштените и бездомните не ни остана време, ама ќе одвоиме некоја Некоја друга наредна емисија прилика. посебно да ја посветиме токму на тоа. Само на крај една порака до нашите гледачи и во поглед на домашните миленици и во поглед на напуштените бездомни кучиња. Викторија. Јас би порачал, значи, она што го збориме цело време, одговорно сопствеништво. Значи, одговорното сопствеништво е грижа пред се за домашниот миленик, но и за самите вас. Тоа е едно здравје. Доктор Виктор? Исто. Кажано е се. Да, кажано Ете е се, така, да. да. Така. Ви благодарам за Благодарим и гостувањето. на Се вас на гледаме поканата. задолжително и во следна прилика, така? Било ни беше Да. драго, да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.